Пакетчиња и подароци за 115 деца без родителска грижа, сместени во згрижувачки семејства, денеска поделија Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска заедно со волонтери од Црвен крст, а децата од Основното училиште 11 октомври, кои изработија новогодишни украси, преку продажба обезбедија подароци за 3 деца. Министерката Царовска истакна дека приоритет на владата е за трансформација на големите институции во мали домови за деца, а веќе има 100 згрижувачки семејства каде се сместуваат децата. Јас навистина сум среќна, затоа што целосно статусот на згрижувачките семејства се измени и добивме 100 нови згрижувачки семејства кои што веќе се пополнуваат и каде што децата и од Битола и од другите институции ги префрлуваме таму. Но она што е важно, им порачав на децата дека треба да се борат за своите соништа, треба да се грижат да заеднички создадеме Македонија која што ќе биде подобра за сите и подобра за секое дете, а згрижувачите се дел од тој процес. Така да нив им треба навистина подршка, благодарност од Црвен крст и Комерцијална банка што ги поддржуваат овие згрижувачки семејства и што им го олеснуваат секојдневното живење. Сузана Тунева-Пауновска од Црвениот крст истакна дека оваа активност започнала многу скромно пред 10 години, меѓутоа прераснала во нешто што значи обележје за нашиот град за време на новогодишните празници. Оваа година можеме да зборуваме за вистина за една голема бројка на исполнети желби, бидејќи во изминатите 10 години се исполнија приближно 900 желби на нашите дечиња кои живеат на територијата на градот Скопје. Оваа активност започна многу скромно пред 10 години, меѓутоа прерасна во нешто што значи обележје на нашиот град за време на новогодишните празници, бидејќи оваа активност е дел од животот на граѓаните на градот Скопје, на институциите, на владата на Република Македонија, на Министерството за труд и социјална политика, на волонтерите на Црвениот крст. Навистина беше прекрасно да се биде дел од овие изминати 15 дена, кога голема армија на хумани граѓани беа дел од активноста, беа во просториите на Црвениот крст, беа тука во Рамстор и едноставно сите заедно со големи радости се потрудивме оваа година 115 желби да станат стварност. Пауновска додаде дека тие и во текот на целата година им помагаат на децата од згрижувачките семејства и постојано работат со нив.